Џо Бајден прими вакцина против коронавирусот пред телевизиските камери во неговата матична сојузна држава Делавер. Тој ги повика своите сонародници да го сторат истото. Џо Бајден го засука левиот ракав и рече на медицинската сестра: "Подготвен сум." По обоцнувањето политичарот апелираше до сите американци да се вакцинираат веднаш штом ќе им биде достапна вакцината. 78 годишниот политичар повика на доверба во вакцината од страна на неговите сонародници и рече дека нема причина за загриженост. Бајден рече дека ќе помине некое време пред да биде запрена пандемијата. До тогаш треба луѓето да продолжат да ги слушаат советите на експертите и да носат маски, да ја одржуваат потребната безбедна дистанца и да не одат на непотребни патувања за време на празниците. Германската лабораторија BioNTech, која со американската Pfizer ја разви првата вакцина против COVID-19 и која е одобрена во светот, може да произведе нова вакцина за 6 недели во случај на мутација на вирусот, како што беше забележана во Велика Британија, изјави кодиректорот на компанијата Угур Сахин. "Технички сме способни да ја доставиме новата вакцина за 6 недели", рече Сахин на пресконференција во Германија. Во принцип, убавината на информацијската технологија е во тоа што можеме директно да започнеме со развој на вакцина која што целосно имитира нова мутација, рече тој. Сахин денес го повтори своето верување дека нивната вакцина против коронавирусот делува и на новиот вид откриен во Велика Британија, но додаде дека се потребни нови тестови за да бидат целосно безбедни. Светската здравствена организација ќе одржи седница со сите своји членки за да ја разгледаат стратегијата за борба против новиот вид на COVID-19 што се појави во Англија, изјави директорот на Европскиот дел на СЗО Ханс Клуге, кој пак не кажа кога ќе биде одржана таа седница. Лимитирањето на патувањата за да се спречи ширењето е добро решение, додека не добиеме повеќе информации. Транспортот на стоки и основни намирници би требало да остане на сила, порача Клуге преку Твитер. Организацијата во Женева соопшти дека нема потреба за општа паника поради новиот позаразен вид на ковид, додавајќи дека тоа е нормален дел од пандемијата, а при тоа ги пофали напорите на Велика Британија да го спречи ширењето на новиот вид. Во денешното соопштение СЗО повтори дека нема доволно информации за да се утврди дали новиот вид на COVID-19 може да влијае на ефикасноста на постоечката вакцина, нагласувајќи дека во тек се истражувањата.